Здраво дечки, верували или не, повторно Јосиф од FitKit апликацијата мобилна. Зборувавме прошлото видео дека ќе покажеме уште неколку совети како да дојдете до тоа конечно стримање на живо од вашиот тренинг преку Zoom апликацијата и користејќи ги поможности други опции кои што се на располагање во исто време на YouTube или на Facebook да го правите сето тоа. Прво, значи вака се, кога ја имаме контролната табла на Zoom апликацијата, зборувавме минатиот пат за како да сетирате, како да направите. Јас имам направено нов тренинг, така речено, кој што се вика FitKit Test Workout Team. И ќе ви направам сега шеринг на мојот скрин, за да може да дај да гледате. Еве ми е контролната табла. И гледате, имам направено нов meeting room, односно нов линк, кој што у моментов го снимам. Направен дека од 12:30 да почнеме, нема веза, може било кога да го стартувате. Што сакам да ви кажам, дека речеме и во иднина, ќе правите, не знам, ќе се вика функционален фитнес, кој што ќе биде на, не знам, имате среда, понеделник, среда и петок, а утре е среда веќе. Истиот се одвива можеби во 6 попладне и трае до 7 попладне. Може да кликнете да биде повторувачки, recurring meeting, тоа значи дека секоја среда ќе во тоа време ќе се одржува и ќе ги подсетува и вас и сите кои што можеби ќе се приклучат првиот пат. Имате, гледате, пасворд да бара, имате advanced options доле, значи да обезбедите enable waiting room и така натаму, и ќе видите за кратко како сето тоа изгледа, затоа што ќе ја приклучиме Кристина, моја колешка. Други работи кои што сакам да ги позборувам се околу музиката, светлото и еве како камерава да ја поставите. У принцип, камерата е нешто што пак не би требало толку да и губите време, но во секој случај јас би рекол да ако имате можност, сете можете со HD камера, што го зборувавме, некој од вас можеби ќе земе и микрофон, бежичен и така натаму, но веќе тоа се премногу оптеретувања. Опцијата рекординг е секогаш достапна овде. Гледате, овде ја можам да кликнам стоп рекординг, а може затоа што моментов се снима, доколку кликнам стоп, у истиот момент ќе имаме старт рекординг, така да секој од вас може да го снима целиот тренинг за подоцна да го закачи, но една и од другите варијанти е да оди овде, more, и да го стрима лайв на YouTube или на Facebook, зашто за кратко ќе ви покажам. Како да поканите некого во самиот тренинг е преку ова, copy invitation. Како да се наместите најдобро има неколку начини. Прва работа, значи најдобро за светло е да имате светло можеби или директно, што ќе паѓа на вас, никако да не паѓа од озгора, не никако, ама ќе ви остава сенка на лицето и нема баш да биде најдобро. Доколку е директно, ќе се гледа подобро, но тука има една зафрканција да можеби ако е директно да рефлектира од вас, од лицето и од ако имате бела мајца па да рефлектира на камерата и да константно се менува и се изобличува светлината. Најдобрата опција е доколку имате од страните светло и тоа може да биде обична фасонка LED, фасонка сијалица која што ќе биде ставена на грло со жица, значи не мора ништо посебно да правите и да ги поставите од две страни. За уште поидеално да биде, може да и од позади да имате некоја светлина која што ќе мава од позадина на вашиот грб, за да тие се трите најосновни светла кои што би требало да ги имате. Ако може на YouTube да
пробарате уште повеќе и да дојдете до уште повеќе информации, но јас не би се замарал до тој степен да одите до таму. За музика, најдобрата опција вие, за да не ве прекинува YouTube или Facebook во иднина, може да одите на music.youtube.com или Spotify кој што има, и да си кликнете да одите на workout free music може да пишете. И ќе ви излиста, copyright free music, тоа значи дека не подлежи на тие, нели, нема да никој да ви се пожали И сега ќе направам уште еднаш, каде е само зумот, ќе поканам Кристина, ќе го предадам, ќе направам paste. Овие до душа работи може да се избришат, затоа што ова се доколку сака некој да се приклучи преку телефон, затоа ова ќе го избришеме, само некако ми оди бавно. И ќе видите сега како изгледа еден митинг. И ева гледате, Кристина ќе добие цел линк со кој што кога ќе кликне ќе може да се приклучи на тренингот. И еве јас си го пратив. И сега ќе чекаме, ќе треба тука нотификација да ни стигне дека се приклучува. Ме нотифицира Zoom, Manage Participants, ева Кристина, може remove да ја направам, може да ја направам admit, после пак да ја вратам во waiting room и да речеме еве сега ја правам admit, да може да влезем. Океј, добро дојде. Можам да ја мутирам, може да ја побарам да прикаже видео, може да ја направам хост, она да го води целиот тренинг, односно митинг, може да ја направам ко-хост, односно она да има можност, што го зборувавме во првото видео, да превземе дел од контролите, односно вие го водите тренингот, додека тој што е ко-домакин прати дали има нови нотификации, дали нови луѓе сакаат да влезат, дали не знам ако се преку FitKit ви дале код, доколку не ви дале код, може да им направите put in waiting room повторно или да ги тргнете воопшто од тренингот и така натаму, така да ја имате целосната контрола, но најдобро е да се фокусирате на тренингот и доколку може на некој друг да му предадете да биде ова што го викаме ко-хост, односно да може да ја има контролата. И последното нешто кое што сакаме да го видиме е да направите стрим на Facebook, односно на YouTube. Само да ми падне ова со маусот кога одам горе. Треба да ја видам контролната табла, но некако не се појавува. Еве. Правам more. Одам live on Facebook. И не знам, можете на таймлайнот ваш, можете у некоја од фан страните кои што ги менаџирате, може на ивент, може во група, sharing на груп, кој што е private, кој што може би повеќето од вас ќе го сакаат тоа, еве наша се вика FitKit Live Test Group, одам next. И тоа значи дека ова практично ќе ви го реши тој проблем, ама снимка да оставам за да може другите да вежбаат кога они сакаат. Еве go live, овде може и тајтл да ставите ако сакате, ама сега нема потреба. Што сакам да ви кажам, може да ја решите таа болка дека ќе нема снимка да оставам ако снимам во живо, но тоа не е точно. Еве гледате дека може да направите лайв стрим во private група која што подоцна тоа видео ќе остане за луѓето кои што се вежбачи и кои што нема да можат да дојдат во тој конкретен термин. Така да нема потреба воопшто да се плашите од тој момент.
Друга работа е дека може на луѓе кои што можеби имаат годишна чланарина во вашето студио, ќе може да гледаат во приватната лайв група и да остане за секогаш. Оние кои што можеби ја немаат таа опција, ќе си го гледаат само на Zoom. Значи сега тресаме и некои опции од ракав кои што можеби на некој од вас му се појавуваат у студијата во кои што ги водите, така да Zoom на вистина има доста опции со кои што може да располагате, само еве се пак не ми се појавува контролнава табла за да може да му направам стоп. У принцип кога ќе кликнете на more, топ. Можам да направам стоп лайвстрим за да си прекине, а можам да направам и лайв on YouTube. И ќе отида на YouTube. Сега, за оние кои што значи има доколку не сте стримале никогаш на YouTube, јас да речеме со Јосиф Дамјанов и со коуч Јосиф никогаш немам стримано на тие канали, и треба откако ќе направите барање дека сакате да стримате лайв, ќе треба да почекате 24 часа. Затоа што таква е процедурата на YouTube. Но како и да е, сакам да ви кажам дека може од Zoom да го префрлите тренингот и на YouTube и при тоа да одберете дека приватноста ќе биде јавна, односно ќе немате никаква приватност, ќе сакате ќе дозволите кој било и кој сака да го гледа тренингот, можеби ќе биде тоа unlisted, а тоа значи дека ќе стримате вие на YouTube, нема тоа да биде јавно, ќе си остане на вашиот YouTube канал и после тоа видео исклучиво може да го гледа некој кој што ќе го добие линкот од вас. А тоа значи на вашиот YouTube канал ќе си направите копи на share на видеото од вашиот канал, ќе му го дадете на некој и ќе може да го изгледа и да го гледа на телевизор. Убавината со YouTube е што многу во денешно време има телевизори кои што можат да го уклучат YouTube и замислете се ќе им дозволите на вашите вежбачи да го гледаат тренингот на телевизор, што ќе го направи и доживувањето многу подобро. Така да, дечки, окей, ова го исклучувам. Ќе направам и сега овде, само еве го излезе. Ќе направам, добро, нема потреба да правам стоп стрим. Така да тие се опциите кои што ви ги дава Zoom и кои што може да ги сетирате. Христина, може слободно да си одиш, нема потреба веќе, може и сам да ќе ја терминирам. Христина, окей. Али знаете дека у претходниот митинг кажавме дека има опција некој одново да се придружи. Така да, дечки, ова стоп шер ќе му направам. Значи, дефинитивно нашиот предлог е дека Zoom е одлична платформа на која што може да ги правите сите овие работи. Повторно ќе ви напоменам дека постои опција да го снимате, како што јас го снимам ова видео, дури и да не го стримате на другите платформи, да го снимите, па после да го прикачите на Facebook или на YouTube, дури може подоцна да го прикачите и на IGTV, односно на Instagram TV, така да дефинитивно мислам дека Zoom е прво едноставна, второ е платформа која што дава многу, може да ве поврза со сите останати други платформи. Ако имате било какви прашања, стоиме на располагање и како FitKit и јас како Јосиф, така да пишувајте, прашувајте и ќе ви помогнеме у било кој овој технички дел да овозможите да стримате во живо тренизи. И FitKit како мобилна апликација исто, ја сетиравме и овозможивме да може преку самата апликација луѓе да се приклучуваат. Тоа значи дека може на некој од вашите вежбачи, за да не се наоѓате физички да си подавате пари или доколку немаат банкарство, може да си купат кредити на самата апликација или претплата и да речеме, еве, во моментов има FameFit и Pilates Point ги имаме ставено како тест, макар што за ден-два ќе биде овозможено за сите кои што стримате. И да речеме, ако сакам да се приклучам, кликам, закажи
И при тоа, кога ќе закажам на тренинг, односно кога ќе генерирам код и кредити, ќе ми се одблокира ова копче, следи го часот онлайн. А всушност ова копче ќе биде линкот до вашиот Zoom канал, дали до YouTube видеото, дали до Facebook, зависи кај ќе стримате, така да знаете дека и тоа е опција, за да, еве, и ние како FitKit можеме да овозможиме пристап до вашите онлайн тренинзи во живо. Но се разбира за да се утаначиме сето тоа слободно, пишете ни и ние ќе ви пишеме секако за да ви ги побараме линковите на кои што ги стримате и да може да ги нудиме и да ги продаваме преку самата мобилна апликација. Така да, дечки, тоа е тоа, друго не ми текнува што да ви споделам и да ви кажам. Имајте си убав ден, бидете безбедни, правете онлайн тренинзи и ви стоиме на располагање за било каква поддршка и помош во врска со тоа. Чао, чао!